Се поголем е бројот на луѓе кои се жалат на долготрајно пост-ковид опоравување, велат лекарите. Замор, тешкоти при дишење, болки во телото, малаксаност, изгубен вкус и мирис, психички тегоби. Пациентите кои прележале ковид, иако се водат како оздравени, овие симптоми можат да ги чувствуваат со месеци. Негативниот тест е само една добиена битка. Многу е важно и после тестот пациентот да биде под медицински надзор, особено оние кои имале потешка слика и биле хоспитализирани. Долго време се опоравуваат овие пациенти, посебно пациентите што биле хоспитализирани на респиратор, значи со месеци имаат симптоми на гушење, на стегање во градите, може да ви кажав уште еднаш кардиореспираторни симптоми да се јават и многу други симптоми кои што ни укажуваат на една пост-ковид состојба, но сепак мора да се консултирате со доктор затоа што може да се јави сосема некоја друга болест што нема врска со ковидот. Болеста докажа дека е непредвидлива, без строго утврдени правила, вели доктор Трифуновска. Иако помина толку време, за вирусот се уште многу работи се нејасни. За жал, се уште немаме доволно информации. За една година имате преку 100 и нешто илјади студии, значи изработено во светски рамки, зборувам официализирани студии, не било какви, и сигурно секој момент се повеќе. Се уште не знаеме, се уште учиме, обично се оди на терапија на симптомите на болеста, се истражуваат причините како една таква вирусна инфекција довела до такви последици и сами гледате дека колку многу е засегнат имунолошкиот систем и колку многу време му треба да се врати. Лекарите советуваат прележаните од ковид да не ја прават грешката на многу други, а тоа е опуштеноста дека го победиле вирусот и се заштитени. Има бројни случаи каде има реинфекција, односно вирусот нападнал по втор, па дури и трет пат. Мора да се научиме дека треба да живееме со постојано почитување на здравствените препораки, ако сакаме што побрзо да излеземе од пандемијата, заклучува Трифуновска.